Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука да се зголеми за 3,32%. За четвртиот блок побарано зголемување 11,86%, Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за зголемување од 3,84%. За ефтината тарифа побарано зголемување 3,96%, Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука од зголемување од 2,50%. Во однос на имплементација на овие цени кај потрошувачите, односно кај домаќинствата. За 63,86% од домаќинствата, односно 517.400 домаќинства, имаат потрошувачка само во прв блок и во ефтина тарифа. За една сметка, тука зголемувањето на трошоците е 2,28%. За 20,97% или 169.900 домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв и втор блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,59%. За 1,73% од домаќинствата или 14.000 домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв, во втор и во трет блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,79% и за 0,55% од домаќинствата или 4.400 домаќинства, зголемувањето на месечната сметка е 3,22%. Во однос на цените кои што се однесуваат на оваа одлука, тие се однесуваат на цената на електричната енергија. Вие претходно знаете дека со одлуката за дистрибуција на електрична енергија, кај домаќинствата ја намаливме мрежарината за 4,96%. Само по енергија, ако анализираме, пред се заради зголемени трошоци за набавка на електрична енергија од ДСМ, првиот блок, како енергија зборам само, има зголемување од 6,02%, вториот блок 5,88%, третиот блок 5,7%, четвртиот блок 4,87% и ефтината струја за 10,57%. Како резултат на намалувањето на мрежарината, крајната цена на електрична енергија за домаќинствата се тие проценти кои што ви ги кажав. Односно, за прв блок 2,45%, за втор блок 2,87%, за трет блок 3,32%, за четврт блок 3,84% и за ефтината електрична енергија 2,5%. Исто така, оваа одлука се однесува и на малите потрошувачи. Како што знаете вие, сите овие мали потрошувачи им се дава сигнал да одат на слободен пазар на електрична енергија, каде што ќе се обезбедат цени на електрична енергија за 30 до 40% по-ниски отколку тие што ги обезбедува ЕСМ. На тој начин, количините на електрична енергија кои што ги обезбедува ЕСМ, цел е да ги намалуваме и ЕСМ што е можно повеќе да е активен на слободниот пазар на електрична енергија. Во изминатиот период често пати се споменува надоместокот од 200 денари. Ние како регулаторна комисија за енергетика, како што кажав, донесовме одлука пред 3 недели со кој што мрежарината ја намаливме за 4,96%. Доколку се укинат блоковите, цената за мрежарина, доколку се укине надоместокот
од 200 денари. Цената за мрежарина, која што сега изнесува 2,03 денари, ќе биде 2,6 денари, односно ќе се зголеми за 28%. Како резултат на тоа, доколку се укине надоместокот од 200 денари, првиот блок ќе се зголеми за дополнителни 8,46%, вториот блок ќе се зголеми за 7,19%, третиот блок ќе се зголеми за 5,77%, четвртиот блок за 2,69% и ефтината за 13,51%. Регулаторната комисија за енергетика, со оглед на овие податоци и на оваа реалност, цврсто останува на ставот дека надоместокот од 200 денари на вистина нема потреба да се укине. Повелете сега со прашање. Па тоа што ви го кажав е просек. Еве едно домаќинство кое што има потрошувачка само во прв блок од 210 киловат часови и ефтина 227 киловат часови.